Посебно е чест и задоволство да се најави денес еден прием кај што присуствуваат покрај спортистите и меѓународните суди и професионални пилоти и добитници на меѓународни признанија и посебна чест за присуството на медиумите кои што ќе има прилика да ги пренесат сите овие достигнувања кои што беа остварени минатата година. Принудени сме секојаш после 1 јануар да ги правиме овие средби, ради тоа што административниот дел во Меѓународната федерација не овозможува да можеме пред нова година тоа да го реализираме. Само можам да најавам дека дефинитивно навлегуваме во сфера кај што може да зборуваме за врвен спорт. Значи не е само учество повеќе, туку е постигнување на врвни резултати од нашите спортисти. Можам со задоволство да потврдам дека Македонија дефинитивно во рамките на Меѓународната воздухопловна федерација има добро и заслужено место и е почитувана од аспект на сите структури, почнувајќи од комисиите за моделарство, за моторно летање и за сите други дисциплини кои што ги практикува Воздухопловната федерација на Македонија и кои што се секогаш на календарот на меѓународни настани. Значи, почнаме со модели за слободен лет, продолжиме со дронови, продолживме со летање со воздухопловни едрилици, значи прецизно летање, каде што се одржуваат куп надпревари, регионални куп надпревари. Се надевам дека во иднина и моторното летање ќе си го завземе своето место, поради тоа што веќе имаме една нова млада генерација на пилоти, кои што можат добро да се носат и да постигнуваат тврдни резултати во областа и на аерорели летањето, меѓутоа пред се во прецизното летање. Јас сум задоволен ради тоа што нашиот ентузијазам на за 25 години и желба да излеземе на меѓународна сцена е успешен ради тоа што минатата година реализираме 25 години од организација на Светскиот куп Прилеп, трофеј на Прилеп, што е за нас големо достигнување, меѓутоа и во светот воопшто ради тоа што таков континуитет на организација на меѓународни надпревари е редок. Вкупно светски куп надпревари во светот има меѓу 40 и 50, голем дел се во Европа и заслуженото место е наше ради тоа што присуството на илјадници спортисти во овие минати 25 години од странство, успешната организација од страна на нашите активисти и пред се големото внимание наше во однос на странските спортисти предизвика да сме и почитувани, меѓутоа и секојаш да се чувствуваат добро дојдени. 25 години значат големо искуство за нашите спортисти пред се, ради тоа што она што претходно значеше едноставност во летањето, посебно со воздухопловните модели, постигнување на слаби резултати, општо мерејќи према меѓународните стандарди, овие 25 години доведоа и нашите спортисти да бидат рамо до рамо до светските стандарди и задоволен сум што веќе минатата година тоа го докажа. Го имаме и првиот во светот, јуниорот Лука Најдовски е победник во генерален пласман во Светскиот куп Воздухопловна федерација. Не само што е прв меѓу јуниорите, туку тој веќе високо котира и во сениорска, односно в купна конкуренција. Во конкуренција на најмалку 300 надпреварувачи, тој е 13-ти. Во сениорска конкуренција зборувам. Значи, задоволството е големо, задоволството наше е големо од она што го вложивме минатите години, минатите 25 години. Како резултат на успешните досегашни наши ангажмани, рачунајќи ги тука и организацијата на 5
светски и европски шампионати до сега, од 2016 година до 24-та, Меѓународната воздухопловна федерација ни даде доверба, да не речам големо внимание од нивна страна, меѓутоа и доверба општо со надеж дека ние имаме капацитети веќе и потенцијали, и кадровски, и просторни, да може да организираме 2 шампионати истовремено. Поради сложеноста на организација на вакви светски европски првенства, потребна е уредена надворешна површина, значува се надпревари кои што се одржуваат на надворешен терен, во летни услови, во големи жештини. Оваа година организацијата на шампионатите ќе се одвива на теренот во покрај село Веселчани, кој што треба да го уредиме, треба да биде еден мал град, тие 10-11 дена, кај што ќе циркулира толку голема бројка на спортисти и помошен персонал. Тоа е голема обврска, се надевам дека ќе успееме и со помош на општината, државата, фирми одредени кои што се надевам ќе помогнат сето тоа да го средим. Пред се, добар ден. Јас сум Лука Најдовски од Прилеп. Со овој спорт, воздухопловно моделарство, се занимавам веќе 5 години, односно 2021 година. Сам изработуваш модели? Не. На почетокот изработивме ја и татко ми еден модел, но потоа се префрливме на модели кои се веќе изработени. Сега имаш најголеми достигнувања. Што? Моето најголемо достигнување, односно достигнувањето во 2025 година, го освои светскиот куп на воздухопловно моделарство едрилици, односно категорија F1A во јуниорската конкуренција. Каде се одржа? Тоа беше збир на меѓународни надпревари кои се одржува на различни места низ Европа. Почнавме од Романија, па имаше во Србија, во Бугарија, да, имаше на повеќе места. Што е тоа што те привлекува и од каде љубовта? Едноставно од рана возраст ме привлече воздухопловството и генерално авиони и се што е поврзано со летање. И така ми се јави голема љубов да можам да бидам член на овој спорт. Тешко е, голема е конкуренцијата? Да, голема е конкуренцијата и тешко е. Колку е разликата помеѓу тебе и второпласираниот и од каде е тој второпласиран? Разликата... Бодови, например. Разликата не е многу голема, околу 50 бода и тој е од Полска. Што понатамо? Што ти донесе овој спорт или оваа активност? Па, Што си ти денес? Кај си? овој спорт ми донесе уште поголема желба ја да работам и да истражувам во воздухопловството, да бидам член и на овие спортови, да се запишам во училиште кое е само за воздухопловство и ми даде некои цели во животот кои сакам да ги остварам. Што сакаш да оствариш? Што ти е целта? Па ја сега во овој момент учам во Белград, во Воздухопловната академија и таму сум во смерот за авиотехничар, односно механичар за авиони и сервис и контрола и би сакал да продолжам на тој смер и да бидам член во тој дел на воздухопловството. Да ги поправаш авиони. Дали овој резултат ти е најдобар, бидејќи си сега светски првак, или порано имаше и подобар резултат? Па да, овој резултат е најдобар за сега, но имам доста високи резултати пред овој резултат.